Шери, што ќе готвиме денес? Шери, што ќе готвиме денес? Секој ден исто прашање. Па да, што ќе правиме денес? Ајде да размислиме малку. Све што ни треба е во фрижидерот. Ајде да видиме што имаме на располагање за денес. Ракчиња. Многу ми се допаѓаат ракчињата. Како ќе ги спремаме? Малку ќе ги спремаме со путер. Добро. Малку путер. Свежи тревки имам тука. Можам уште да му ставам. Малку лутко гледам, имам пиперки. Лут и така. Многу добро. Тоа. Ќе го направиме со кускус, ќе го направиме, чекајте, ајде. Да почнеме со што имаме и ќе видиме понатаму. Да, ајде. Имам кускус, ракчиња, путер, пиперка. Не е многу намирници, ама ни треба нешто плюс, ни треба еден сос со тоа. Ќе употребам малку од, салса, дип од мамас. Така. Да почнеме со кускусот. Кускусот многу лесно. Треба само да се топли вода. Да земаме едно мало тенџере, да стоплиме вода и на брзина ќе го прелиме кускусот. Вуаля, малку вода. Да топлиме водата. И ова ќе оди така брзо. Во меѓувреме ќе му ставиме зачини во водата, оти водата, она ќе додаде по кускусот ќе се дуи, ќе се направи меко, така топ ќе биде. Ќе му ставиме малку зејтин, ставаме малку сол. Ќе му ставиме исто малку микс од бибер во водата. Ако не сакате да ставите све тоа, уште полесно, ставате една коцка бујон и се вари. Имаме две опции, коцка бујон, имаме и позади. Ама ајде, да комплицираме малку работата. Така, малку медитерански зачини. Многу убаво. Тоа све ќе се даде така вкусот во водата и ќе направи како еден бујон. Малку лутко. Кажав, имав една пиперка тука, ама додава малку и луто во бујонот и малку лукче. Така, лукче. Супер, ова нека ќе се стопли. Еден сад. Ќе му ставам малку од кускусот натре. Кускусот е од сомул, како да го кажам по македонски. Не го знам точно зборот, ама го имате во сите маркети. Сомул, кускус, многу лесно за употребување. Така. Ова го враќаме позади. Во тоа. Исто му ставам малку маслиново масло и после ќе му додаваме свежи тревки. Одиме со шкампите. Ракчиња. Вуаля. Они ќе го препржиме малку на путер. Со путер и неколку зачини. Апс. Така. Зошто путер? Сакам да бидат така спремни, нежни да бидат убави, вкусни, да се топат во уста. Така, со малку путер. Валя. Едно мало парче путер. За да може путерот да се качи во температура, што правиме? Му додаваме малку зејтин. Така. Путерот завршивме. Шкампите, овие беа, како да кажам, замрзнати, ги одмрзнивме, многу полесно, навистина. Ако не имате одмрзнати, ставите малку под топла вода, на брзина ќе се одмрзнат. Овие се спремни, ама не може да се јаде така. Мора да се пропржат малку само. Ајде, нека се топи путерот со зејтинот. Јас ќе му ставам малку рузмарин, така, да му дава убав шмек на целата препарација. Малку млад кромит, знаете, без лук, без млад кромит не се готви, тешко. Ајде. Млад кромит. Така, ситно сецкано. Обожавам ова. Сега е сезоната, го има секаде и кој го има и младиот лук, како убав шмек дава. Пиперката, лута, ајде, ќе му додаваме малку, неколку парчиња. Да не претеруваме, се знае,
може да биде љуто, прелјуто и прелјуто. Пазете кога употребувате пиперка, кога го пипете со раците, да не си ги бришите очите или кога да не си го пипете и другото. Вуаля. Ова убаво се пропржува. Супер, на тивко можеме да ги додаваме шкампите. Вау. Вуаля. Овде водата не е уште топла, полека. Како убав мирис. Навистина, ја секогаш обожавам, колку пати ви го кажам и ќе се повторам, да се готви со свежи тревки, нема поубаво. Пак ќе кажам, ако немате свежи тревки на располагање, па имате све што ви треба од Подравка. Имаме рузмарин сув, рузмарин свеж. Имаме босилек сув, босилек свеж. Ореган сув, ореган свеж. Све може да го имате суво и кое е времето и свежо. Ете така. Ова малку сол. Така уште малку. Така. Супер ќе биде. Нека се сварат. Полека кускусот ќе се спреми. Океј. Да видиме сега, да додаваме ти само малку ова. Малку е за вечера. Шери, што ќе готвиме денес, Марк на брзина ми готви и више на рад. Па не, ќе мора да најдеме едно план Б, нешто друго плюс. Ајде, што ќе направиме со тоа? Ајде, ќе направиме нешто како еден тост, нешто така. Јас сакам кога ми доаѓа Шери да си земеме малку аперитивче така, нешто да уживаме, да мезиме. Ајде, зошто да не? Имаме кашкавал, имаме лепче, да направиме како еден крок-мусјо, еден тост, зошто да не? Имам салама овде, имам пршута, зошто да не? Станина, пардон, не пршута. Ова се вари, нека се вари. Водата врие. Гледате што правиме. Многу лесно. Водата ја преливаме на кускусот, треба да има околу 1 сантим плюс над кускусот. Така само. Он сам ќе се свари. Ова е завршено. Така. Ова ќе ставиме тука. И за минута-два ќе го мешаме и ќе биде спремен. Ова го намалуваме. Супер, се вари. Овде можеме да додаваме салса. Многу убава комбинација. Салса од мамас, ова викаат салса дип. Зошто? Да се мачка така, кога имате чипс или торти или нешто така пред телевизор, фудбал, такви евенти. Па не треба такви евенти. Јас со мојата омилена половина си го јадиме тоа. Може секој ден, секојдневно, зошто да не? Така. Вуаля, салса дип. Мислам ти, може и целото да го оставиме. Нема да биде проблем. Ако останува сос, ќе оставиме на страна, ама сигурен сум оти нема да остане. Вуаля. Ова, завршено. Ова секојаш е добро дојдено. Ставаме на страна. Океј, ајде, направиме еден тост за пред јадење, едно мало мезе, да кажеме. 1, 2, да, ќе биде доволно. Да не јадиме премногу, да не се прејадиме и после да не јадиме. Па не оди така. Валя. Топ. Тоа се враќа лепчето. Знаете што? Ми дојде уште подобро. Ова ќе го ставиме во ерфрајерот. Ќе видиме. Никош не направив тост во ерфрајер. Хајде, зашто да не? Може да биде преубаво. Ќе му ставам малку путер. Од двете страни. Тука путер. Топ. Да биде течно сочно, така ќе му ставиме 2 парчиња од лердамер, 2 парчиња и тука. Валя. Вака. Ова. Завршено. Ќе му ставиме малку од... Имам салама овде. 1, 2 парче салама. И чекај. За да биде посочно.
Ќе го ставиме внатре. Така. 1, 2. Биди внатре. Топ. Вака го затвараме. Топ. Каде? Не. Од другата страна. Така. Супер. Мислам сега да го ставиме во ерфрајерот. Да го нападам. Хоп. Ајде. Ова оди во ерфрајерот и второто. Ова директно. Ќе видиме за кратко време, ќе имаме тост. Вуала! А ние полека одиме по реклами и се враќаме. Шери, што ќе готвиме денес? Ова е врв. Со салсата, шкампите, малку кромит што му ставив, малку лукче и све. Ова е завршено. Ќе оставиме тука, да не продолжи да се пече и све тоа. Каков мирис. Ова го има никаде. Само кај мене во мојата кујна. Што кажав? Кускусот спремен. Сега со лажица и гледајте. Хап. Он се двои. Го оставаме малку да се олади. Ова е спремно. Што можете да му додавате и што ќе направам сега? Ќе земам пиперка, ќе земам кромиче, ќе земам неколку зеленчуци, што ќе ги мешаме, малку домат внатре, ќе му ставиме малку и нане, многу сакам нане со кускус, тоа ми дај вкусот така на Мароко, преубав вкус. Пазиме, да ги гледаме овие тост. Уште малку се спремни они, да пазиме. Вау, многу брзо оди ерфрајерот. Вуаля, ова. Океј. Ова океј, океј. Ајде. Ќе му ставиме малку пиперка, ќе му ставиме малку од краставичка и парче од домат. Мислам оти ќе биде доволно. Да. Тоа све на мали коцки, сецкано. Ќе имаме малку работа. Ова може да се врати во фрижидер, да не ми смета. Така. Ајде, да вадиме дршката овде, позади, малку под вода, ова е спремно. Исто краставицката, многу брзо, убава е ова, малечка, таман, за двајца, не треба ништо појке. Како кажам секогаш, држите ги лушпите од краставицата, преубаво го ставате во вода, му давате вода на цвеќињата, ќе бидат многу задоволни и многу среќни. Ќе му дајте малку љубов и храна. Пиперка, мала пиперка, не треба ништо појке. Исто ќе биде гарнир така во кускусот. Така, и вадиме семките, малку под вода, супер. Ајде. Сега ќе правиме од тоа све мали коцки за да можеме да ги мешаме во кускусот. Ова на страна. Ајде. Јас го слушам ерфрајерот позади, он си работи, ама ми е страв да ми работи малку многу. Спремни сме овде, а? Ова ќе го изгасам, ерфрајерот, и пред сервирање, кога Шери ќе ми дојде, ќе го пуштам пак минута да ми се стопли и да биде таман како треба. Ерфрајерот, гледате, 5 минути одеше и ми ја заврши работата. Хоп, нека стои тега. Браво, епа. Освен да го пуштите тостерот и све тоа, или печката да пуштите, ерфрајер многу брзо. Така ситно сецкано. Пиперката. Ете така мали коцки. Чисто така кога ќе го јадите кускусот да ви крскав под забот. Така. Пап. Дојди. Тука. Вака. Исто краставицата. Мора правиме долги ленти. Нормално не се употребува средината, каде се семките,
Тешко е за варење. Ако можете, избегајте ги. Ете така. Вуаля. Имаме чисто парчиња, малку со семки, ма најповеќе без семки. Исто тука, долги ленти. Хап, 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 хап. Све така ситно сецкано. Овие денови на вистина не се знае више што да се готви. Премногу топли температури, времето ве прави да бидите уморни, да не сакате да се мачете, да не сакате да готвите. Вакви јадења, мислам, ти се препорачани за вакви температури, за вакви времиња. Навистина, може го имаме тоа секоја година во Македонија, топли температури, ама белгијанец пола како мене, малку му е тешко да се прилагоди, да кажеме, и барам решение да се оладам или преку храната, или преку клима, или преку аперитивче со многу лед. Тоа оди убаво. Така. Океј, ова е направено. Ќе му ставиме сега малку и домат исто. Домат ќе направиме исто коцки. Така. Какви убави домати. Само месо има. Нема ни една семка. Само што ја сечам, ни една семка. Вау! Браво! Тоа е ретко да се случува. Така. Хап, 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 хап. Не? Океј. Така. Вау! Какви се убави коцките. Топ, топ, топ. Многу ми се допаѓа кога све е така убаво сецкано како треба, мали коцки. Немат ни сантим на сантим, супер се. Навистина како у школо, како се учи да се сечи у школо. Имате миропоа, имате брунуаз, имате различни видови на сецкање зеленчук или овошје. Ова се учи навистина у школо. Чекај, вие можете дома слободно по лека да си го научите, да го сечете точни. Тоа е како геометри en français, не знам како, геометрија, може по македонски, може така се каже. Добро. После ќе земете 1 метар и ги мерете. Ќе видиме кој ќе ги направи најубавите. Така. Ова све направено на коцки. Исто ги додаваме во кускусот. Вуаля. Се тоа ми треба малку зачини. Знамо ти имав овде нане, ете така. Нането премногу убаво оди со кускусот. Малку Макдонос исто, ајде. Макдонос и нане. Океј. Не треба да биде многу ситно сецкано, зашто кога сецкате многу ситно, он го губи целиот вкус. За жал. Повеќе го гмечете, повеќе вкусот си оди. Така. Ајде, остана токот од даската и вуаля. Ќе си ја бришам даската. Колко е топло денес. Навистина. Вау. Беше предизвик да се готви, ама шери, мора да јади денес. И ја мора да јадам. Дали е 20 степени, дали е 0 степени, дали е 40 степени, па мора да готвиме. Или додиме у ресторан. Ами таму не се држи. Така. Океј, ова е направено. Сега одиме со малку маслиново масло. Додавам исто малку сол. И сакам малку да му ставам кари. Тоа ќе му даде така еден посебен шмек на кускусот. Кари, нане, домат, краставица, пиперка. Преубави вкусови мешани. Ајде. Убаво го мешаме тоа. Така. Каква боја. Фаќа? Задоволство. Ајде,
poleka, odíme na serviranje. Tako. Super. Možete da go jadite toplo, сега ovdje не е топло, е млако. Може да го ставите у фрижидер, да се олади, да го јадете наредниот ден. Уште пубаво ќе биде, оти ќе го прима сите вкусови од доматото, од краставицата и све тоа и ќе се богати на вкус. Сега ги има првите вкусови што ги имате кога ги имате мешано. Така. Како сите јадења, знаете јадењата што се варени така долго време и све тоа, најубави се наредниот ден. Чудо, ама така е. Ајде. Одиме со полека презентација, така се кажува, или сервирање. Ајде, оп, ова го ставаме позади, не ни треба више. Затоа убави тањери, какви ги земам јас. А да, може овие. Супер. Да не ги заборавам, имам уште тоста. Аперитив, тост. Ајде. Ова ќе оди како подлога. Убаво мешано. Така. Вау. Многу ми се допаја. Знаете, секогаш кажувам, кога готвам, многу пати не ми се јади, ама денеска лиги ми течат. Верувајте ме. И не само лиги ми течат, ама и пот ми течи. Хо-хо. Оти, навистина, е посебен ден денес со јаки температури, ама тоа е тоа. Пак ќе кажам за мојата шери, како вие за вашата шери, ќе го правите. Дали е топло, дали е ладно, одиме. Вала. Супер. Овде имаме за 4. Оставаме за утре. Вала. Хап. Шкампите. Во сос, во салса дип од мамас. Топ со малку млад хромит и све. Вау. Многу едноставно. Многу луѓето се смеат кога го кажувам многу едноставно. Навистина многу едноставно, само требаше да се измисли. Знаете тоа, да ги имате намирниците како јас ги имам на располагање во фрижидерот, да ви текне да правите ова мешавина и ќе направите нешто преубаво. Чекайте, сега имам овде розмарин, свеж. Го ставам како гарнир. Така. Тука. Малку декорација така околу. Ова, можеме да кажеме, отие спремно. Ама, кажав оти имаме мало мезенце. Ова ќе го ставиме. Еден долг тањер. Да, не треба ни да ги стоплиме, они се врв. Ете, две убави тост. Ќе ги сетвиме. Хап, вака на половина и може уште еднаш. Другата страна. Ова може да се каже и оти со една чаша винце, како аперитив, едно пивце. Супер, ке оди. Вуала. Денеска со ништо пак направивме нешто. А нешто убаво, нешто вкусно, што сите дома ќе бидиме презадоволни да го јадеме. Поверете. Денес шкампи во сос од салса дип мамас, кускус и мали тост за аперитив. Се гледаме за наредна рецепта. Чао, чао.
Що ki gotujemy, Denes?